Драги сограѓани, почитувана јавност, првиот предлог буџет на владата на ДПМН вреди, знам, го добивме и повторно гледаме кусогледи решенија кои немаат вистински одраз на вистинските проблеми на граѓаните. Овој буџет повторно ќе биде партиски скроен и политички мотивиран за следната изборна сезона. Очигледно повторно се докажува дека партиите на олигархијата немаат визија и немаат решенија за вистинските проблеми на граѓаните, затоа што нивните мотивации се строго приватни за да си ги наполнат своите џебови. И ако нема никакви одговори на суштинските прашања и наместо стратешко планирање и силна развојна компонента и социјална политика, ние ќе добиеме вработување. Повторно нови вработувања, повторно окрупнување на администрацијата во изборната сезона и повторно вризгување пари во касите на нивните криминални градоначалници кои веќе 3 години ја пустошат Македонија во нивните општини. И наместо да добиеме независна горда Македонија, која подразбира силна држава, ние повторно ќе зголемиме 2 милиарди додатни евра за привлекување на странски инвестиции. И ако земеме предвид дека владата на Мицковски веќе најавува намалување на корпоративниот данок на 5%, а во меѓувреме имаме директива на Европската унија која вели дека сите корпорации треба да плаќаат 15%, тоа значи дека овие нови странски инвестиции кои Мицковски ќе ги привлекува, данокот ќе го плаќаат во нивните држави, а ние комотно ќе се откажеме од нашите буџетски средства. Ова покажува дека единствената мотивација која може да имаат владините политичари е просто приватен интерес кој се надвиснува над јавниот интерес. За ставката интеграција во НАТО, во една од најсиромашните држави во Европа, Македонија, се предвидува зголемување за 2 милиарди евра, а за 2026 година тие предвидуваат дуплирање на овој износ, иако ние сме веќе блиску до тие фамозни 2% препорачано трошење за НАТО. Сакаме да дознаеме зошто владата сака и да го надмине овој праг, за да ги задоволи нивните странски партнери и да купува оружје во услови каде образованието и здравството стануваат се понедоставни за нашите граѓани. Во услови каде не може да се реши проблемот со домување, во услови каде што животниот стандард опаѓа и каде што се случуваат постојано ценовни шокови. Од друга страна, после опожарени шуми и предвидено пошумување на серта, гледаме дека во парите за шумарство ќе се намали износот за 40%. Ќе се намали износот и за земјоделски субвенции, ќе се намалат сите клучни инјекции на државата во домашната економија. Од друга страна, Министерството за енергетика, кое го создадува ВМРО ДПМН, не предвидува пари доволно за гасификација. Не предвидува пари за чебрење. И ако земеме предвид дека Македонија е најзависната енергетски земја во Балканот, тоест на Балканот и во југоисточна Европа, а ова влада отвори вакво министерство, тогаш зошто не ја развива државната компонента на енергетска независност? Одговорот е прост, затоа што владините политичари се представници на приватната енергетска мафија. Од друга страна, Министерството за животна средина ќе добие награда затоа што низиниот министер Изет Меджити, тоест вториот премиер во државата, тоест премиерот на паралелната влада во владата на Мицковски, затоа што така се гледаат работите. Ако владата на Мицковски има одреден буџет, тогаш Министерството за животна средина треба да биде втора влада и треба да има значајно покачен буџет за да ги исползува овие функции на паралелна влада. Имаме уште низа примери како е погубен овој буџет. Левица ќе интервенира амандмански на овој буџет и е спремна да ги образложи и да се бори за овие поенти. За да се врати повторно социјалната компонента во буџетските планирања, за да се врати компонентата на развивање на енергетската независност. Независно од тоа што ние сме во опозиција, ние ќе ја преземеме одговорноста за стопирање и подобрување на ситуацијата во услови на оваа антинародна влада. Ви благодарам.